Европската комисија ја објави својата годишна економска прогноза, која го вклучува прогнозираниот раст на бруто домашниот производ и намалувањето на невработеноста за Република Македонија. Македонската економија, како и претходната година, така и сега, од страна на Европската комисија е оцената како стабилна, со прогнозиран раст на бруто домашниот производ од 3,2%, што е еден од највисоките растови во Европа, и очекуван пад на невработеноста, која се прогнозира да падне на најниски досега 22%, што е идентична на таргетот на владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ, поставен за периодот до 2018 година. Извештаите и прогнозите на Европската комисија се најголем доказ дека економските политики на владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ, кои беа спроведувани во изминатиот период, вродуваат со плод и креираат стабилен раст и развој. Покрај вештачки креираната криза од страна на Социјалдемократскиот сојуз, која имаше и за цел да го отежни економскиот раст во Република Македонија, ВМРО-ДПМНЕ успеа да ја одржи економијата во правилна насока и да обезбеди економска стабилност и просперитет. Покрај Европската комисија, прогресот на Македонија е забележан и од Светска банка во извештајот Doing Business, каде Македонија, благодарение на успешните економски политики на владата на ВМРО-ДПМНЕ, за 9 години забележа раст од 84 места, па од некогашното 94-то место во време на Социјалдемократскиот сојуз, денес Македонија е рангирана на 10-то место во светот и 5-то место во Европа. Падот на стапката на невработеност и растот на економијата се одлики на успешните мерки спроведени од ВМРО-ДПМНЕ во изминативе 10 години. Со промислено делување успеавме невработеноста од некогашните енормни 38% во времето на Социјалдемократскиот сојуз да ги намалиме на сегашните 23,4%. Ваквиот тренд на развој на економијата ќе продолжи и во иднина, бидејќи економијата и креирањето нови работни места се нашиот приоритет. За ВМРО-ДПМНЕ граѓаните се на прво место.